Сенаторката Камала Харис и официјално е номинирана за подпредседателка на САД. Што ќе значи за Русија новиот договор меѓу САД и Полска, што го потпиша Помпео? Атлетичарот Јован Стојовски на подготовки во Охрид за Олимпијадата во Токио. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Јас сум Елена Ѓоргиевска, ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. САД и Полска потпишаа договор за зголемување на бројот на американски војници во оваа држава, но претходно одиме со куси вести. Сенаторката Камала Харис, демократка од Калифорнија, вчера на Демократската национална конвенција ја прифати демократската номинација за подпредседателска функција, со што официјално стана првата црна жена и прво лице со индиско потекло на гласачко ливче на голема партија. Харис беше представена од незината сестра, внука и од посвоената ќерка и кажа дека стои на рамениците на црните жени, вклучувајќи ги лидерките за граѓански права и политичарки пред неа. Таа и одаде почити на незината мајка, имигрантка од Индија, која ја научила да им служи на другите. Зборуваше за незината работа како обвинителка и како таа и Џо Бајден ќе се борат против расната неправда и пандемијата на COVID-19. На виртуелната сцена беше и поранешниот председател Барак Обама, кој зборуваше за неговиот пријател Џо и не го фалеше неговиот наследник. Хилари Клинтон направи поента за рано гласање. Сенаторката Елизабет Ворен, демократка од Масачусетс, кажа дека и се допаѓаат плановите на Бајден. Вечерва целото внимание ќе биде на Џо Бајден, кога ќе ја прифати демократската номинација за председател. А какво стратешко значење има договорот меѓу Вашингтон и Варшава, кој државниот секретар на САД Мајк Помпео го потпиша при неговата посета минатата недела? Хенри Ричвел за ова. Сега има над 4500 американски војници во Полска, дел од ордирачката распределба во Источна Европа. Новиот договор меѓу Варшава и Вашингтон ќе го направи распоредувањето постојно, со дополнителни 1000 американски војници во оваа земја. Штабот на американската армија исто така ќе биде префрлен од Германија во Полска. Американскиот државен секретар Мајк Помпео го потпиша овој договор во саботата при неговата посета на земјата. Бројот на трупите, бројот на војниците кои ги имате на некое место е важен. Како поранешен војник во тенковска единица, јас го знам тоа. Распределбата има стратешко значење, вели аналитичарот Джонатан Ијел. Ова е одвраќање на заканите од Русија, но ова е потсетник за остатокот од Европа дека сите земји членки на НАТО имаат право на исти безбедносни гаранции. Полска вели дека договорот ќе и помогне да се одбрани од заканите од Русија. Важно е за нашата безбедност и важно е што тие ќе бидат распоредени во Полска, а не во Германија. Председателот Доналд Трамп минатиот месец објави планови за преместување на 12.000 американски војници надвор од Германија, обвинувајќи го Берлин дека не успева да ги достигне поставените таргети за трошење во рамките на НАТО. Тој рече дека околу половина од трупите ќе бидат вратени дома, а остатокот ќе биде прераспределен кај други НАТО сојузници. Ние штитиме Германија и затоа го намалуваме бројот на трупи, зашто тие не си ги плаќаат сметките. Тоа е многу едноставно. Американските официјални лица велат дека делумното повлекување на трупите од Германија и распоредувањето во Полска не се поврзани. Берлин веќе предупреди дека овие чекори може да ја ослабат НАТО алијансата. Аналитичарот Джонатан Ијел вели дека промените требале да се случат и порано. Реално тоа е соодветна рекалибрација на алијансата по повеќе од 30 години од крајот на студената војна. Која е поентата да се има толку трупи собрани во Германија поради чисто историски причини, а да се нема доволно трупи во земји кои се поранливи и се под поголема закана од Русија. НАТО сојузниците распределија неколку илјади војници во Источна Европа, откако Русија насилно го анектираше Крим и изврши инвазија во Источна Украина во 2014-та. Москва го опиша присуството на американските трупи во Полска како закана за незината безбедност. Детски книги кои ја рефлектираат новата реалност со COVID-19 станаа хит во САД. И тоа направени од родител во Њујорк. Погледнете. Шира и Закари ја знаат напамет приказната за мечката која го изела сендвичот. Ова и десетици други приказни ги прочитале со нивната мајка за време на карантинот. Сега веќе може да читаат
и на отворено. Најчудното нешто е што сега наутро се будиме со птици. Многу работи се променети ова лето, од кои некои за секогаш. Таа признава дека и самата се променила, од постојано зафатена адвокатка, во нервозна мајка и саркастичен илустратор. Земав четка и почнав да бојам врз првото нешто што го видов, а тоа беше корица на детска книга. Почнав да бојам слики како изгледа коронавирусот под микроскоп. Керка ми беше позитивно изненадена. Така почнал проектот Детски книги за пандемијата. Малиот Харолд го бои коронавирусот со виолетова боја. Малата Инџин разнесува опрема за лична заштита, а Фрок и Тот држат социјална дистанца. Стефани не ги пишува книгите одново, туку ги илустрира повторно. Goodnight Moon was Goodnight Zoom. Ова е нова средина за сите наши интеракции со луѓе надвор од нашите домови. До крајот на јули таа го променила изгледот на стотици детски книги, кои станале популарни на социјалните медиуми. Стекнала и нови пријатели меѓу родителите, кои бараат нови книги за децата, кои сега поминуваат низ необично искуство со пандемијата. In terms of returning to normal, Не знам како ќе изгледа нормалата во иднина. Нема да биде повеќе како во февруари кога почна сето ова. Мислам дека повеќе нема да се дуваат цвекички за роден ден. Нашите деца ќе ни се смеат кога ќе слушнат дека некогаш сме го правеле тоа. Проектот на Стефани ќе живее и по пандемијата. За Конгресната библиотека на САД, овие книги се артефакти и веќе ги побарала оригиналните копии, за да ги сочува како сведок за една многу чудна ера во американската историја. И за крај, разговор со атлетичарот Јован Стојовски, кандидат за учесник на Олимписките игри во Токио. Мики Трајковски помина еден ден со него. Наместо во Токио на летната олимпијада, која поради ситуацијата со COVID-19 одложена за наредната година, еден од најдобрите македонски атлетичари Јован Стојовски и потенцијален учесник на игрите, својата форма ја темпираше во Охрид. Вели дека тешко го доживеал моментот на одлагање на најголемиот спортски настан за кој се подготвувал подолго време. Тешко е форма темпирано за оваа сезона, ама добро, имам уште една година за да се подготвувам уште подобро. Тоа е како неки сан. Имам доста сновити, а Олимпијада е свакако круна на кариера. Секој спортист нормално адреналин, мало, Токио, полн стадион, јапанци од добри организатори. Негова цел во Токио е поставување на нов личен рекорд. Беше шести на последното европско првенство за млади сениори, а настапуваше и на светското атлетско првенство минатата година во Доха. Тоа е и македонски рекордер на 200 метри на отворено и сала и на 400 метри во сала. Генерално планови овако животни су ми да постанем рекордер во сите спринтерски дисциплини. Значи треба и уште на 100 метри да соберам рекорд. Да, на Македонија да будем мислим да ќе бидам единствен во светот, да во некоја држава има и на 100 и на 200 и на 400 државен рекорд. Тоа ми е некако онако како круна и се како олимпијада и нека медаја со европско првенство. Јован живее во Белград, но поради неговото македонско потекло се одлучил да настапува за атлетскиот клуб Покрит, како и за македонската атлетска репрезентација, иако до 2016 година ги бранел боите на Србија. Да се некако болje осеќам, болji услови добив и тоа е главно. Овој индивидуален спорт и многу е битно да имаш поддршка. Председателот на атлетскиот клуб Покрит Пецо Неданов вели дека со Јован македонската атлетика има перспектива. И со доаѓањето на Јован практично се обнови клубот и се живна, да речем така, интересот и стварно добри резултати се направија. Јован директно го погодила ситуацијата предизвикана од пандемијата. Останал без надпревари, но се снаоѓал некако за да ја одржува формата. И кога беше полициски час, мало се искрадам где можам да тренирам ту околу где нема полиција и така. Да, и на снага работи доста, а на тренинзи овако негде околу 70-80% од предвидено. Ако дозволат условите, Јован го очекува Балканијада во Романија, како и европско и светско првенство во сала. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Благодарам на вниманието, пријатно до утре.